Господине Заев, јас ви поставив едно прашање, но гледам дека одбегнувате да го одговорите. Ќе го поставам повторно, но прво ќе дадам еден мал вовед. Прво, за амбасадорот на било која држава, посебно на Соединетите Американски држави, да напише такво писмо, тоа не е лично писмо. За таквото писмо тој добил одобрение и претходно известил до Американскиот Стейт Департмент. Значи, веројатно се работи за подолг период, еве вие самиот знаете, кажавте дека тој ви укажал на неколку пати за злоупотреба на амбасадата при носење на одлуки за притвор или пресуди, и веројатно тој го убедувал или уверувал Стейт Департментот дека амбасадата крајно време е да испрати вакво категорично писмо, каде што ќе укаже дека е предмет на злоупотреби од страна на одредени судии во македонскиот судски систем. Тоа значи дека и американската дипломатија на повисоко ниво е запознаена со случајот дека во Македонија се злоупотребува една амбасада од страна на судии за носење на одлуки за притвор или за носење на пресуди. Затоа сметам дека ова писмо е еден дипломатски и судски скандал. И затоа моето прашање е: дали вие како премиер ќе оставите ова да биде сомнеж, кој што некој ќе го смета за докажан или недокажан, дали ќе ризикувате ваквиот сомнеж за невладење на правото или за злоупотреба на луѓе надвор од судскиот систем да биде дополнителен товар за имиджот на Република Македонија за невладење на правото во Париз, во Хаг, во Копенхаген, во Берлин, во Виена и на други места каде што ќе се одлучува за датумот за преговори за Република Македонија, или вие како премиер дали сте спремен преку членот на владата во судскиот совет, а судскиот совет има надлежност да ја контролира работата на судиите, дали владата преку Министерот за правда ќе покрене иницијатива во судскиот совет да се поведе истрага, да се расчисти овој сомнеж. Доколку некој злоупотребувал странска амбасада при носење на одлуки за пресуди и притвор, да биде санкциониран, доколку никој тоа не го направил, да биде успокоен амбасадорот на една земја која што чувствува дека била злоупотребана. Тоа е моето прашање, тоа беше и првото прашање, тоа е и моето сега дополнително прашање. Благодарам. Премиерот на дополнително прашање и одговор.